За 17,1% поскапеле трошоците за живот за една година. Според државната статистика, најголемо поскапување има кај храната од 25,1%. Цените се повисоки буквално кај сите производи. Лебот е поскапен за 39,1%, месото за 28,3%, млекото, сирењето и јајцата се поскапени за 36,2%, маслото за јадење за 18,4%, овошјето за 11,4%, додека жестоките пијалаци за 9,2%. По повисока цена се купува и струјата, а зголемување на цените има кај услугите за собирање на смет, весниците, канцеларискиот материјал, апаратите за домаќинства како и за нивна поправка. Потоа поскапување има кај спортската опрема, производите за лична хигиена и така натаму. Еве толку ветувања сега пазарев, се си е постар. Па исто се знам, еве јас се баш земам. 50 денари она фурна дима, 50 остане. Мислам дека е иста. Инаку, откако владата се закани дека ќе ги повлече субвенциите за струја на компаниите кои не ги намалиле цените на производите, дел од прехранбениот сектор повикува владата да ги искористи инспекторите да провери дали има основа тие да бидат казнети, но дел од компаниите вела дека и покрај поевтината струја немал услови за намалување на цените, зашто токму цените на увозните суровини биле високи.